Синоќа се соочивме со најтешките и најцрните моменти во историјата на МВР. Загубивме четворица искусни колеги кои со своето знаење, професионалност и дух беа пример како се сака и брани Македонија. Истакна министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска по повод трагичната хеликоптерска несреќа која се случи синоќа кај Струмица, а во која загинаа четворица припадници на хеликоптерската полиција. Синоќа загубивме четворица наши искусни колеги што со своето знаење, дух и професионализам оставија длабок печат врз нас и врз Министерството. Тие беа и ќе останат пример како се сака својата земја и како се работи во полза на граѓаните. Дозволете ми во оваа прилика да го изразам моето најдлабоко сочувство до семејствата на починатите Драги Мицев, роден 69-та година во Струмица, началник, пилот на хеликоптерската единица со работен стаж од 34 години. Маријан Трајковик, роден 1967 година во Куманово, пилот, капетан со работен стаж од 37 години. Тоде Орешков, роден 1970 година во Рожден Кавадарци, воздухопловен инспектор за лиценцирање на воздухопловен персонал, пилот со работен стаж од 36 години. Илјо Мопатички, роден 1968 година во Битола, командир, пилот со работен стаж од 36 години. Драги Маријан, Тоде и Илјо беа врвот на хеликоптерската единица и најдобриот персонал на МВР. Беа искусни и зад себе има безброј часови лет во различни услови и различни акции. Четворицата колеги синоќа ги загубија животите во трагична несреќа, што се случи околу 22 часот во близина на Струмица. Според првичните информации, за време на ноќниот тренажен лет, хеликоптерот со кој управувале удрил во антенски столб на македонската радиодифузија висок 120 метри. Станува збор за хеликоптер од типот Ми-17В5 со регистарски ознаки МАП 7712 во собственост на МВР на Република Македонија. Релацијата на која летал хеликоптерот е Скопје, Кавадарци, Валандово, Струмица, Берово, Делчево и обратно. Истиот е редовно сервисиран и во текот на летот, во кој е користена и опрема за ноќна визуализација, пилотите не се пожалиле на никакви проблеми. Веднаш по несреќата превземени се мерки за обезбедување на местото и од страна на МВР веднаш е формирана комисија за спроведување на истрага за несреќата на полицајцот, на полицискиот хеликоптер. Таа е составена од експерти од различни области со цел да се утврдат причините за несреќата и веднаш информиран и основниот јавен обвинител од Струмица, кој практично и го спроведува увидот на лице место. Во овој момент се уште е во тек обезбедување на траги од лице место врз основа на кои со криминалистичко-техничко вештачење и обезбедување на соодветните докази ќе се разјаснат деталните причини поради кои настанала несреќата. При увидот на лице место досега се пронајдени и двете црни кутии, пронајден е уредот за покажување на правецот на летот и тие ќе бидат подложени на натамошна експертиза и вештачење. Согласно меѓународните воздухопловни процедури, ја известивме и земјата на производство и конструкцијското биро на хеликоптерот. Зад насилното однесување на протестите за пресудите во случајот Монструм стојат луѓе задоени со верски радикализам, рече во вчерашното интервју за втората програма на МТВ премиерот Никола Груевски. Во делот на насилното однесување нашите информации говорат дека зад нив стојат луѓе кои што имаат други агенди, луѓе кои што се задоени со верски радикализам и треба да се внимава на тоа. Не беше случајно што видовме знамиња на некои подалечни држави, извикувања на некои пароли кои директно асоцираат на тоа, истакна Груевски. Треба да се внимава, предупреди тој, затоа што некои луѓе го користат етничкиот предзнак на албанците со цел да остварат некои други своји цели, кои што не се цели за да им се помогне на албанците, туку се цели поврзани со туѓи интереси кои не се интереси на албанците во Македонија.
И морам да кажам, можна е што го прават тоа. Успеа ја да убедат една поголема група граѓани албанци кои што им се придружија во протестите. Веројатно не со сомнеш кај поголемиот дел од албанците во Македонија во смисла на овој судски процес, сомнеш дека тоа е политичка одлука, сомнеш дека зад тоа стои ВМРО ДПМН, сомнеш дека зад тоа стојам дури и јас како Никола Груевски. Знаете што, да направиш чекор со кој што некого ќе го осудиш цел живот да лежи во затвор, а да е невин или да нема докази за тоа. Тоа е голем греф. Тоа не смее да му се случи никому и јас не би си дозволил никогаш мене да ми се случи, независно дали се работи за албанци, македонци, турци, за било кои други народи, луѓе, религии и така натаму, рече Груевски. Доказите за случајот Монструм не може да се објават додека не заврши судската постапка, додаде Груевски во интервјуто за втората програма на МТВ. За жал, рече тој, постапката е од таков тип што сите докази не може да се изнесат на виделина, не може да се кажат затоа што има специфични истражни мерки кои што се правени и затоа што објавувањето на доказите пред да заврши целата постапка и пред самата пресуда да стане извршна ќе ги направи тие докази без правна сила. Значи доказите се од класифициран карактер, нивното вадење во јавноста може да ја одземе нивната правна сила. Тоа веројатно оние кои што ги организираат насилниот дел од протестите добро го знаат и затоа се обидуваат да наметнат прво теза дека едно време слушнав дека докази нема, второ слушнав дека доказите се неубедливи и невалидни. Како може да се неубедливи и невалидни кога тие не се објавени, кога никој не ги слушнал? Од она што сум го слушнал од МВР кажуваат дека истото го мислат и во обвинителството. Очигледно според пресудата и првостепениот суд тие докази се силни, додаде Груевски во интервјуто за втората програма на македонската телевизија. Председателот на владата додаде дека дипломатските представници во Македонија покажале големо интересирање за настаните поврзани со случајот Монструм, вклучително и за протестите. Сосема очекувано дипломатите во Македонија покажаа голем интерес за целата ситуација и со внимание ја следат. Јас се сретнав со дипломатите на највлијателните држави во светот. Нивното убедување е прво дека полицијата интервенираше соодветно и професионално и дека немаше пречекорување на овластувањата на полицијата. Второ, она што ми го рекоа, дека полицијата беше нападната во некои случаи од страна на насилни демонстранти, односно дел од демонстрантите кои употребија насилство, изјави Груевски. Американскиот помошен државен секретар за европски и евроазиски работи Викторија Нуланд на 14 јули ќе престојува во Скопје, соопшти Стейт Департментот. Најавено е дека таа ќе се сретне со високи владини представници и политички лидери за евроатланскиот пат на Македонија, како и за други прашања од заеднички интерес. Посетата е во рамките на нејзината турнеја на земјите од регионот и Европа, а која почнува со форумот во Дубровник за Западен Балкан и трансатлантски односи. Нуланд во следните денови ќе престојува во Подгорица, во Тирана, Приштина, Белград, Лондон и во Брисел. Граѓаните ќе добијат можност од дома преку интернет да порачаат имотен лист, кој веднаш во електронска форма или по пошта ќе им биде доставен на нивна адреса, вели во интервју за МИА директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски. Проектот за електронски шалтер на катастарот моментно ги вклучува неголемите корисници на услуги од катастарот на недвижности, нотари, приватни геодетски компании и општини кои имаат 24-часовен електронски пристап до услугите на катастарот. Кабинетот на германскиот канцелар Ангела Меркел побара од германските разузнавачки служби ограничување на најнужна мерка во соработката со американските служби, објави Билд. Таа мерка се однесува на сите кооперации кои не погодуваат непосредни сигурносни интереси на Германија, како безбедноста на германските војници во Авганистан и други странски воени мисии, или пак одбрана од тероризмот. Владата во Берлин го зголемува притисокот врз САД како реакција на американската шпионска афера во Германија, објави Шпигел. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кетрин Ештон ги повика во Брисел двете страни за да се решат тензиите во Косовска Митровица, а на состанокот ќе бидат директорот на Канцеларијата на Србија за Косово Марко Ѓурич и потпредседателката на владата на Косово Едита Тахири, соопшти портпаролката на Ештон Маја Коцијанчич. Ештон, како што наведе, внимателно го следи развојот на ситуацијата на Косово, а особено во врска со мостот во Северна Митровица.